Турската компанија ТАВ со пари ќе го компензира неизградениот карго аеродром кај Штип. Денес беа доделени договорите на првите 23 општини. Главна цел е заекнување на инфраструктурата и подобрување на условите за живот на локално ниво. Продолжуваме да поддржуваме трајна и добра, бидејќи изградбата на локалната патна инфраструктура, водоснабдителна мрежа, канализациони мрежи, реконструкција и изградба на градинки и училишта и спортски објекти, здравствени установи, се за подобар живот на граѓаните, за нови вработувања и економски развој. Купно денес беа доделени 23 договори за исто толку општински проекти. Купната вредност на овие проекти изнесува 9,9 милиони евра. Ова е првиот дел од вкупниот износ на инвестицијата, која изнесува, односно незината вредност е 49,7 милиони евра. Во рок од 3 години 35 милиони евра ќе бидат пренаменети за вкупно 99 општествени проекти, додека 14,7 милиони евра за инвестиции во аеродромите, наместо изградбата на карго аеродромот. Парите од овие договори општините ќе ги инвестираат во локални проекти за кои претходно веќе направија елаборати. Се обезбедија купно 9 милиони денари за реализација на проект реконструкција на улицата Даме Груев во населба Пробишти, каде што ќе следи ново улично осветлување со лед светилки, собствени средства. Паралелно ќе се изведуваат овој запад, но сакам да информирам дека уште два проекти добио општина Пробишти под овие средства пренаменети, каде што требаше да се гради аеродромот во Штип. Тоа е водовод до населено место Дренак и атмосферска канализација на улицата 3 април. Вкупна вредност на овие проекти е 15,5 милиони денари. Општина се аплицираше со водоснабдителен систем Голема Плачковица за 8 населени места. Вкупната вредност на проектот е околу 54 милиони денари без ДДВ. Ние обезбедивме 24 милиони денари, тоа е за еден дел од овој проект. Овој водоснабдителен систем, кој што со вода за пиење би опфатил некаде околу 300 домаќинства во 8 населени места во планината Плачковица. Општина Делчево доби 5,1 милион денари за реконструкција на фасадата на основното училиште Ванчо Прке. Проект кој што е значаен по самото тоа што фасадата не е реконструирана апсолутно, значи од основањето на училиштето во цело негово постоење. Со реконструкцијата на фасадата на основното училиште ќе создадеме многу подобри услови покрај модерен лик на училиштето и современи услови за настава на учениците и наставниците, каде што имаме 600 ученици и наставници во тоа училиште. Поред проектот, аеродромот во Штип требаше да чини околу 50 милиони евра, но откако оваа идеја заврши во празно, турската компанија и државата се договорија да биде исплатена сума од 35 милиони евра. Дел од овие пари на свој сметки чекаат уште 67 општини во регионот. Нивните договори ќе бидат доделени на 1 и на 20 јули.